Почитувани мои сограѓани, почитувани гости, драги пријатели, нека ни е честит и вековит големиот празник на градот, 80 години Слободно Делчево. Во мое лично име и во име на сите вас, граѓаните на Делчево, сакам да изразам огромна благодарност до маестро Симон Трпчевски и неговите пријатели, Македонисимо, за честа која што не укажаа да биде денес овде заедно со нас, да го чествуваме, да го одбележиме и да го празнуваме нашиот најголем празник. Јас упатувам најискрени честитки за огромното македонско срце кое што го има маестро Симон Трпчевски и неговите пријатели Македонисимо, за да бидат вечерва заедно со нас и покрај целата нивна преполна агенда, сите нивни настапи ширум светот, да одвојат време, да направат огромни напори и денес да бидат овде заедно со нас, да го чествуваме празникот на градот кој што го носи името на нашиот најголем македонски револуционер Гоце Делчев. И заедно овде сите да ја славиме македонската историја, македонската култура и секако независноста на Република Македонија. И уште еден поздрав и од мене, и од сите вас, од граѓаните до Делчево, до нашиот сограѓанин, перкусионистот Владко Нушев, кој што има огромна заслуга за концертот кој што се одржува вечерва во нашиот град. Во тоа име, Општина Делчево доделува благодарница на маестро Симон Трпчевски и на неговите пријатели Македонисимо за тоа што ни го разабувуваат овој наш најголем празник. Да живее Делчево, да живее Република Македонија! Благодарам за прекрасните зборови, господине Треговски, градоначалник на Делчево. Драги наши браќа, сестри, да не звучам можеби како клише, меѓутоа е убаво тоа да се изусти. И граѓани, и сонародници, и пријатели, и роднини. Многу сме срекни што сме вечерва во вашиот град и од моје лично име, од име на целиот ансамбл Македонисимо, ви го честитаме овој празник, голем празник 80 години од ослободувањето на Делчево. Делчево, градот, како што кажа градоначалникот кој што го носи името на нашиот голем великан, Гоце Делчев, да се множат многу убави моменти, да се множат убави чувства, прекрасна енергија. Ние ќе се потрудиме тоа да зазвучи така вечерва, се разбира и со ваша помош. Како што големиот човек Гоце Делчев велел дека светот го разбира како културен надпревар меѓу народите и ние сме вечерва тука преку културата и преку музиката да ве прегрнеме сите. Дозволете ми, ве молам, со еден посебен пиетет, со една посебна радост и среќа што сме вечера во вашиот прекрасен град, овој концерт, како што и напомена предмалку господин градоначалник, од моје лично име, од името на нас, ансамблот Македонисимо, да го посветиме на нашиот драг и колега, и другар, и пријател, и прекрасен човек, чија што меѓу другото исто така заслуга што сме вечерва овде, човекот кој што на ваков голем настан, како што разбравме предмалку, не бил во своето Делчево околу 20 на години и не само нему, туку на целото негово семејство. Чичко Ѓорѓи, тетка Ленче, неговиот брат Методи, неговата сопруга, вашата сограѓанка, успешна и талентирана актерка Зорица, неговиот потомок Илијана и Ѓорѓи,
целото семејство на феноменалниот музичар, талент со кој што треба да се гордеете, концерт кој што вечерва особено за него, но и за сите вас, ние ќе го отсвириме. Владко Нушев. Веруваме дека нема да имаш трема. Потруди се. Благодариме, уживајте.
Благодариме, дали добро се загреваме? Одлично, супер. И прекрасна атмосфера се создава со ова, како да ја наречам, што сценографија, уште малце кореографија ќе стане, нешто што досега не сме го имале на нашите концерти и се заблагодаруваме за таа топлина и необично што ја давате вечерва со ова, навистина, браво. Благодариме што не мотивирате и вие се вклучивте во изведбата. Сега не до душа баш на пијанечко орома лешевка, нели? Ама не е ништо страшно, наше си е наше. Тоа беше првиот сплет од проектот Македонисимо, кој ја слави големата традиција, големата историја, длабоките корени на македонскиот народ и на Македонија. Првиот кој што би рекол е можеби најлесниот од сите сплетови што композиторот Панде Шахов ги напиша. За овој проект Панде Шахов е моментално во Англија. За жал не можеше да биде дел од ова наше празнување вечера, но должен сум да ги пренесем неговите топли поздрави и благодарност како композитор. Зошто говорам најлесниот? Заради тоа што ево најрамномерен ритам, а ние македонците имаме прилично нерамномерен ритам кој што доаѓа од ритамот и на јазикот.
во музиката се разборувам, нешто што навистина заедно со многу други карактеристики не прави многу специфични, и од тој аспект сега ќе почнеме веќе да навлегуваме во текот на оваа програма во она што не прави специфични. Само да напоменам дека Македонисимо, што во превод би значело Ептен македонско, е проект кој што, како што слушате, ги обработува на многу необичен начин, кој што испадна сосема поинаков музички јазик за нас, македонските народни напеви. Во првиот сплет имавте можност да ги чуете Пембе, Орото, продолживме со Бувшанско, па со Беровка, со Малешевка, за на крај да завршиме со Црногорка. Нешто што на нашите свадбени и не само свадбени веселби се користи за загревање, токму и затоа го споменав тоа. Инаку Македонисимо слави Македонија веќе уште од 2017 година, и од тогаш дури и со предизвиците во ковид поминавме повеќе од 17 земји низ светот, дојдовме конечно и дома во Македонија. Ова вечерва ни е посебна инспирација заради тоа што сите родни градови на членовите на Македонисимо, ова е сега посебен концерт затоа што свириме во родниот град на Владко, така што многу сме среќни за тоа. Инаку би сакал полека да ги представувам членовите на нашиот ансамбл. Тоа се луѓе кои што се музички образовани, кои што имаат завршено факултети, конзерваториуми, и секој е од нив мајстор на својот инструмент. Еден од нив не е многу далеку од вас по потекло, иако долги години живее во Виена. Ние му се воодушевувавме како ученици, како негови соученици, па и плюс минус со возраста, што тој се можеше да направи на својот инструмент. Заврши инаку кај врвни професори и кои што свираа и во Виенска филхармонија и во Ла Скала, во Милано, но тој сам по себе стана на одреден начин легендарен човек за нас, и многу од младите генерации кои што свират на тој инструмент го познаваат како исклучителен човек. Тој што научи да свири на посебен инструмент дури за овој проект, меѓутоа кој што е мајстор, како што веќе имавте можност да чуете, на два инструменти вечерва, кој што е неверојатен во знаењето за различни стилови, а потекнува од скромниот Штип. Дами и господа, Хидан Мамудов на кларинет и саксофон. Ке чуете понатаму малку што се тој може да направи на својот инструмент, нешто што е ретко во светот. Некој нема многу да го издавам, ама вечерва е прв пат во Делчево, верували или не. И многу му се допадна. Многу се бендиса на Штипски. Браво, Хидан. Добро, одиме понатаму со сплетот кој што ние го крстивме број 3, кој што е во 9/8 ритам, и кој што кажува зошто јас себе, да кажам, како идеен водич на овој проект, е една блиска поврзаност за значењето и квалитетот на македонската народна музика заедно со класичната. Имено Панде Шахов јас направи една толку блиска врска меѓу песната која што сите ќе ја препознаете, заедно со цитат од симфонија на познатиот германски композитор Јоханес Брамс, за подоцна да ги вклучиме и жетварки. Еве уште еден дрон дојде да не слика, многу сме убави, благодариме. Само не толку близко до клавирот, ќе ве замолам инструментите, благодарам. И понатаму ќе продолжиме со орото што се нарекува Чучук за уште поубава атмосфера. Благодариме.
Дали се наштимавме маестро? Одлично. Во добро расположение сме. Инаку знаете, нашиот народ многу е шеговиен. Може да се штима и во друга насока, ма тоа после концерт. Да се насмејаме малку. Не си го продавај коњо, чифли кот. Мама не ме дава коњо, за тебе.
Идан Мамудов на саксофон и кларинет, драги гледачи. И тоа од Штип. И шо му направи на инструментот бе Хидан? Живнаме го, добро е. О, ете така, кога одиме вака по светот и ја зборувам за македонската музика, ова беше еден многу убав пример каде што и луѓето кои што не се многу запознаени со нашата музика можат да видат колку голем, длабок потенцијал има таа композиторот Панде Шахов успеа да ја спои со врвни композитори и тоа на најсофистициран можен начин. Имавте можност да слушнете во претходниот сплет еден цитат од Морис Равел, францускиот композитор. Широката народна маса најмногу го знае болерото од него, да речеме, како еден пример. Инаку овде имавме можност да чуеме малку нешто и од унгарскиот композитор Франц Лист. И сето тоа е на толку суптилен начин направено, навистина треба да си мајстор, што би рекол и нашиот народ, мајсториште,
за да го вклопиш тоа, но со исклучително се разбира знаење и посвета. Овој проект беше предизвик за сите нас, се разбира, заради тоа што да се чепне во големата традиција е исклучителна одговорност. Може да биде и прилично опасно. Така што од тој аспект многу сме среќни што излезе еден ваков производ кој што навистина е почитуван од врвни луѓе и во нашата професија, но и се разбира многу искусна публика на секаде низ светот. Се разбира дека во Македонија тоа е многу специфично кога свириме и сме особено среќни, но знаете како се свириш дома, дома си е дома, ама дома не е лесно баш. Така што вие сте народ, наш народ кој што ја познава оваа музика, така што голем е испитот и пред вас вечера во Делчево. Да ви кажам искрено, доаѓајќи наваму денеска од Скопје, се потсетив благодарение на вашиот сограѓанин зашто го посетив овој град и регионот 2-3 пати, па имав можност да појдам да се прошетам и на Голак, па се јадевме една прекрасна салатичка со патлиџанчиња, па една од најубавите лубеници, негово толку ми влезе некако многу убаво ми дојде освежувачки во дворот на Владко Сочко Ѓорѓи Ткаленче, нема да заборавам тоа, ама ќе треба да го повториме. За останатите продукти од овој крај понатаму ќе зборуваме, но она што сака да го кажаме дека имате прекрасно градче, имате толку питом регион овде, нешто што е особено за уметниците голема инспирација. Ви благодариме за тоа. Да си го чувате, да си го пазите. А и ние ќе видиме. Зошто па да не? Добро, сега продолжуваме со четвртиот сплет. Тоа е со најкомплицираниот ритам, можам да кажам. Доаѓаме до нешто што на западниот свет, па дури и на источниот свет, не му е многу познато. Нешто што се нарекува 18 осмини, па нешто што се нарекува 22 осмини во еден такт. И јас обично милувам да се шегувам и да им кажувам дека македонците, дека многу луѓе во светот мислат дека македонците имаат проблем со математиката, ама тоа воопшто не е така. Може би имаат проблем со економијава, што треба да ја поддигнеме малку, ама со ритамот во музиката дефинитивно немаат, напротив, можат да учат од нас. И овој четврти сплет донесува една навистина многу разновидна слика за нашиот фолклор. Почнува со една песна од Кавадаречко, врз основа на која се нарекува и ова шарено оро, така ли беше? Великденско. Да. И тоа оди вака. Ете гледате како на вас тоа толку природно ви доаѓа во 18 осмини, секоја ви чест. Дури вака интересно, смешно звучи, ама неверојатно е што тоа носиме ние во нас како код, зашто треба многу да се подсетуваме секојдневно. Да, и подоа продолжува Панде во една феноменална разработка што ќе ја чуете. Продолжува понатаму во Пелистерско, така ли беше Пелистерско? Пиперково се извинувам, леле, Пелистерско беше друг сплет, многу се извинувам. Многу ноти во глава, ќе ми извините. И ние сме луѓе грешиме. Пиперково оро, што е една посвета, омаж на нашиот голем уметник, кларинетистот Тале Огненовски. За понатаму да продолжиме со уште една посвета на уште еден голем македонски уметник, Пеце Атанасовски, мајстор на најразлични народни инструменти, но пред се на гајдата, во изведбата на Орото Јанино. И тука ќе видите какви мајстории може еден човек да прави на инструментот кларинет, да имитира или да изведува уште поубаво звучи звук на гајда. Реткост што е воопшто во светот, а ние го имаме тука и е наше, а светско, ќе чуете. И тука би сакал сега да ги представам уште двајца членови на нашиот ансамбл.
Тоа е едниот кој што ми беше, вака народски кажано, комшија, сосед во малото, во аеродром во Скопје, и човек кој што потекнува од музичка фамилија, чиј што татко беше концертмајстор на виолончелата на Македонската филхармонија, чиј што брат е моментално прво виолончело во Македонската филхармонија, и што исто е така дел од нашиот ансамбл, но неговиот татко е исто толку разновиден уметник, што свири на неколку инструменти и што се покажа како еден од најквалитетните композитори на современата народна македонска песна. И сигурно ќе се сетите на она не, од кај беше? Тинке, катинке, ти дете линке, зашто не ми зборуваш? Како мракот презори, како моња небесна, пред мене исчезнуваш. Ристо Краповски, драги гледачи, кој што остави многу песни кои што се обнародија, Ти донесов млада невеста и многу други. Тинка Катинка е напишана за неговата сопруга, мајката на нашиот член овде, кој што го заврши своето образование и во Македонија, и во Бугарија, и во Германија, сега е и гостин концертмајстор на доста оркестри во Шпанија, а е член на операта Лисеу во Барселона и нашиот најшармантен член на ансамблот. Голем аплауз за Александар Краповски, дами и господа, на виолина. И тој има жичка вака од што влече на истоков од и мајка му е од Дојран, ама сме егијци сме ние, што да правиш? Това е. Ама да, потатко од Егејска Македонија, а другиот наш член кој што направи овој проект да звучи вака како што звучи и направи да навистина да има една посебна нота, човек кој што е уште еден мајстор на својот инструмент, човек кој што навистина некако толку лесно свири, нешто што е несватливо за многу професионални музичари во светот. Човек со кој што многу сме свирали во Англија и на најспонтан човечки начин сме се зближиле. Човек кој што после концерт на класична музика, наместо да зборува за Брамс, Моцарт и Чајковски, сака да зборува за Ферус Мустафов и за неговата голема уметност. Да, еден голем аплауз за тоа, и тој човек голем ќе го спомнеме вечерва. Човек кој што со сета своја душа и респект и љубов спрема музиката и спрема нас секогаш не удостојува на концертите низ светот, вклучително и во Македонија, и на тој начин исто така ја слави оваа прекрасна наша музика. Првото виолончело на Страсбуршкиот филхармониски оркестар, нашиот драг, најдраг човек и другар и пријател и по душа брат Александар Сомов од Софија, Бугарија, драги гледачи. Благодариме, Александар. Саше, мерси. Благодариме да си здрав и жив. И шо викате, така уште 100 години. Токму заради спознавањето на моите концерти, на нашите концерти, цитирав еден голем човек кој што остави голема длабока трага не само во поезијата и во театарскиот свет, воопшто и во уметноста, но и многу големи поуки остави за сите оние што се нарекуваат себе водачи на една држава, да не кажем друга професија, што се нарекува политичари, нели, така тие мислат. Но еве, ќе цитирам, за да сите слушнеме и да се подсетиме. Најстрашни се оние времиња кога самиот дом се претвора во туѓина, во дженем, во јабана. Кога човек е на своето огниште, а саштисан и отуѓен како змија да го полазила. Кога е внатрешно раселено лице. Кога тъгата не е поради отсуство, туку поради присуство.
кога седи среде куќи, а не може да си ја препознае домата. Горан Стефановски. И ово го кажувам, иако звучи сериозно и така и треба да го сватиме, го кажувам со голема доза на позитива и верба и дух, токму заради тоа што многу од вас не знаат дека овој концерт вечерва беше доведен во прашање. Зошто? Заради тоа што нашите 20 членови што ги представив сега не беа пуштени на границата во Делчево да влезат во Македонија од нашата соседна земја Бугарија. И ова го кажувам со најубава мисла, дека треба сите да си помагаме, дека треба сите доследно да си извршуваме своите обврски, но и да сме свесни за своите квалитети, за визиите, за луѓето што прават нешто добро. Оттаму, сакам да се заблагодарам уште еднаш и на помошта и на општина Куманово, да се заблагодарам и на македонската царина. Верувам дека некој вечерва се овде, па дури и тој човек што работеше ноќна смена, и да се заблагодарам заради тоа што на тој начин го направија овозможен овој концерт вечерва. Благодарам и уживајте.
Хидан Мамудов на кларинет, а сепак гајда или гајда, а сепак кларинет. Браво, Хидан. Забравих ја Тодора, да ви ја кажам. Зборувам за 22 осминија, забравих ја Тодора. Мислики на тоа што интересен ансамбл имаме ние овде, имаме еден крап, имаме еден сом. Абе, нашиот човек на царината не мислеше дека носите крапови и сомови, бе, мајстре, може мислам. Наше. Ќе испиеме некоја ракија со него некогаш, ќе си поправиме муавет. Важно е дека сме тука вечерва. Тоа беше еден многу интересен обид на Панде во еден многу предизвиклив ритам, можам да кажам, и избор на мелодии, и ора, и песна се разбира, за да ја пренесе и длабочината и квалитетот, како што кажав, на нашата музика. Сега продолжуваме со последната композиција, сплетот број 5 од официјалната програма на оваа вечер. Пред тоа само сакам да го прашам Владче дали добро се осеќа. Владко, имаш ли? Одлично ли? Добре. Ја да прашам дали си ја завршуваме работата, посетен сме со љубов вечерва. Супер. Петтиот сплет, драга публико, кажува повторно за длабоките корени на македонците. Претходно малку споменав. Александар води потекло од таму, јас водам потекло од таму. Од песната која што го започнува овој сплет, прекрасната Филка Мома, од егејскиот дел на Македонија. Не е само мајка му на Владко тука, и мојата мајка е вечера тука, и будно ме следи зад представниците на Македонската православна црква, кои ние ги поздравуваме. И една многу интимна атмосфера, но со многу страст, со многу, веројатно и јад, и бол, и бес, нешто што го карактеризира македонскиот народ низ историјата. Панде не води во една прекрасна приказна, низ Филка Мома, понатаму продолжуваме со посвета повторно на Пеца Атанасовски во орото што се вели, што се нарекува Ситна лиса. А потоа сите ја знаеме таа песна, иако заради таа песна народот го знае името на тоа оро како невестинско. Врана коња јавам јас, одам по невестата. Врана коња јавам јас, одам по невестата. Одам по невестата, дал ќе ми ја дадат. Одам по невестата, дал ќе ми ја дадат. Браво, Делчево! Не само јас си пеам овде. И ти си пееш, така е, сите треба да си пееме, наши сме си, сето тоа ни припаѓа нам, на македонците, македонскиот народ и сите оние што живеат овде и што сакаат оваа прекрасна земја. Така што тоа е невестинското оро, во кое што Панде прави една атмосфера дури и на лаунч музика, би рекол, мене така ми наликува, ќе видите какви се инспирации добива како композитор од најразлични стилови. Инаку е старо Чуново оро од познатиот народен уметник Медо Чун. А понатаму продолжуваме во две прекрасни ора. Едното е од близу овој крај, Ратевка, за да завршиме со експлозивен крај во изведба на орото Драчевка. Па се надеваме дека ќе уживате. Благодариме.
Идан Мамудов, кларинет, саксофон, драги гледачи. Александар Храбовски, виолина, плачот на Македонија. Александар Сомов на виолончело. И Владко! Нашиот ценет Владко и ваш. Дали сме во добро расположение? Очигледно сме! Да живее Делчево! Уште многу по 80 граначалнику, нели така? Така ми како? Значи може уште малку? Може! Сакаме уште? Ами зашто па да не? Владко, колку пати си свирал на оваа бина, бе, мајсторе? А тој ми се мислех, че ме питаш нешто друго, колку пати сум бил во убаво расположение на оваа бина. Многу пати сигурно, ама нам ни е убаво. А знаете, оригинално мислевме горе на Голак да го држиме концертов на почеток на август. Ајде, тоа нека биде следна прилика. Здравие Боже. Добро. Значи, дојдовме до еве првиот бис за вечерва, кој што ќе биде своевидна премиера. За нас премиера на ова дело, кој што специјално за вас вечерва, за Делчевчани, како почит и кон она што се вели наследство, тука ќе ги спомнеме и Копачката и сите оние луѓе кои што се трудат да го чуваат наследството, што се трудат да ја чуваат и историјата, и корените, и традицијата. Нешто што нашиот човек кој што го представувам, нашиот вас човек, што го представувам на сите по светот, како човек што има 5 раце, 10 нози, и ние не можеме да го пратиме веќе што се може да прави на неговите инструменти, човекот кој што е исклучително разновиден, како што кажав, и кој што не само што е феноменален владетел на различните одуречки инструменти, туку е многу разновиден како уметник. Тој е и композитор, и аранжер, и професор, учител, како сакате кажете го, човекот кој што е маскотата на нашата група и човекот кој што вечерва за вас како подарок од љубов за вас ја споделува со нас оваа композиција што ја напиша. Народе македонски, па така е, може и тоа. Вујко ми ја пееше таа песна, господине. Јас сум егец, пребеган од бежанците во Струмичко. Народе македонски за сите вечерва, овде е така, меѓутоа јас претпоставувам дека ќе биде уште поубаво да го оставам него да го каже тоа, што вечерва ќе освириме за вас, прв пат, и да ви се обрати, а јас само ќе му се заблагодарам за честа, што тој е дел од овој проект, и еден енормен аплауз за Владко Нушев. Да не рече народот само ја говорам, бе. Ај ти малку. Да подумаш, така. Добро вечер, Делчево. На Делчевски. Нема да ме разберат, ќе ме разберат. Ќе ви отсвириме една стара изворна пијанечка песна. И мора да го поздравам дедо Димитар Розунски. Аплауз за него. Кој оставил
многу песни да се пеат и да се играт со неговата дејност да собира и да прибира и да остави за нас за години и за векови. Песната ќе ја познаете, нема да ја кажеме која ќе биде. Сакам една благодарност до братучет ми Дијан Јоргиевски Дзене, кој ми помогна да ми даде дојде едно решение, една идеја како да тече песната, што се вика. Па со негова идеја, со моја идеја успеав да направам некаков аранжман како подарок за сите вас да уживате. Фала. Браво! Ние кога одиме на секаде низ светот си ја носиме Македонија со себе, така и да знаете. И Владко со себе си го носи Делчево на секаде низ светот. Да се гордеете.